Оно што за сигурно можеме да кажеме дека во изминативе 17 години Порека наша стана предпознатлив дневен центар, каде што лицата со интелектуална повреđeност над 18 години се видно социјализирани, значи поканувани сме на разни социјални настани, имплементираме програма која што е специфично намената кон развивање на нивните самостојни вештини, за да нели во иднина почнеме да работиме на патот, да тргнеме кон патот на развивање на мали групни домови кои што се особено потребни во нашата општина. Оно што денеска се обидуваме повторно да го направиме, да ги потсетиме граѓаните дека ние постоиме, нели, иако денеска ни е родена, ние постоиме секој ден, дневниот центар е отворен секој ден, корисниците се стукат секој ден и благодарни сме многу на сите соработници, на сите оние кои што ја поддржуваат работата на дневниот центар, на медиумите, како вашиот, на другите медиуми кои што не следат и ја прикажуваат нашата работа, на бизнис секторот без кој што никако Порека наша не би имала, нели, ресурси и материјали кои што ни се потребни за работа. Сето она што го гледате во дневниот центар го имаме благодарение на донатори, граѓани, анонимни донатори и секако со делумна поддршка на општината. Значи, денеска одбележуваме 17 години од постоење на дневниот центар, веќе сме лиценцирани, како што споменавме, и тоа би нагласила повторно дека сме прв дневен центар во државата кој што е лиценциран со ваква лиценца како центар за рехабилитација и реинтеграција на лица со посебни потреби. На 28.2 добивме решение, односно дозвола за работа од Министерството за труд и социјална политика, што значи дека Порека наша веќе ги следи оние норми и стандарди на пружање на квалитетна социјална услуга во заедницата. Трлив беше патот на Порека наша овие 17 години. Бевме дневен престој, имавме корисници, значи кои што на некој начин беа со различни индивидуални потреби и можности. Работевме според одредена програма, меѓутоа со самото лиценцирање акцентот на програмата е малку сменета и сега повеќе работиме на професионална рехабилитација и работиме повеќе со семејствата, бидејќи забележавме во текот на годините дека навистина има потреба. Постојат предрасуди, значи постојат стереотипи кога се лицата со попреченост во прашање, меѓутоа она што нас не исполнува е токму таа работа, бидејќи навистина во полето на социјалната заштита имаме многу работа. Исто така, значи, особено драго ни што денеска тука гости се од учениците од Основното училиште Кочарацин, тоа се седмоделенци, бидејќи Порека наша континуирано работи на подигање на јавната свест. Посебно кај младата популација за разбирање на оние индивидуални потреби и можности. Треба да разбереме дека сите сме различни и сите можеме да дадеме допринос во заедницата во зависност од она што поседуваме како способност. Секако дека центарот е 17 години веќе со поддршка на општина, оваа поддршка нормално дека посебно во ова време ќе продолжи. Се надевам дека веќе знам дека лиценци добија. Порека наша беше доста голем проблем, меѓутоа се изборија. Тоа се стручни лица, лиценцирани лица, веќе лица што работат долго време со оваа проблематика и добро што зее лиценца, значи ќе им следува некаква помош и од државата. Општина Куманово никако нема да престане да ја поддржува Порека наша. Тоа е една од препознатливи здруженија, кои едноставно ги сите оние табуа што беа меѓу народот се тргнати откако почна Порека наша да постои. Мене ми е мило што постојат луѓе кои се уште се луѓе тука што се од почеток на формирање на ова здружение и се повеќе и повеќе се надоградуваат. Има нови луѓе и мислам дека во ова време кога појавата на лица со попреченост е уште поинтензивна, ваков центар е не само потребен, туку може би треба да размислуваме и на негово проширување, капацитетно проширување. Има потреба за проширување на капацитети, реалност е дека има потреба за чување на луѓе што се со попреченост, за ослободување на нивни родители што се над 18 години. Има потреба, меѓутоа
мислам дека самото лиценцирање на луѓето што се даватели на овие социјални услуги го отвара патот за помош и од страна на државата. Значи општина Куманово секако дека ќе продолжи со поддршка, веќе продолжуваме, шириме социјални дејности кои се и во рамки на инклузива и таму обезбедуваме лиценцирани луѓе. Во секој случај општина Куманово доколку не помагаше, немаше ни да се случат овие лиценцирани лица во општина Куманово, што значи дека ќе продолжиме со поддршката, сепак нели приоритети ќе се знаат на крајот на годината, да видиме колку средства ќе бидат одделени. Во секој случај има и социјален план на ниво на општина Куманово, луѓе кои се тимски играчи и кои кажуваат кои се приоритетите во општина Куманово. Пред се би сакала да им посакам среќен роден ден на порака наша. Дневниот центар полни 17 години успешна работа. И секако би сакала да истакнам дека е огромна чест и среќа што ние, наставниците, учениците од Општинското основно училиште Коча Рацин Куманово, имаме долгогодишна соработка со нив. Започнавме 2016-17 година со подпишување на меморандум за соработка преку еден проект за социјална инклузија, едно сонце за сите, кој што беше организиран од страна на ЕИСИС, Академија на централни европски училишта. Прекрасна соработка, се благодарение на тимот кој што навистина посветено и вредно работи сиве овие години. Благодарение на нивниот вложен труд, енергија, посветеното време, одговорноста и професионализмот, порака наша заслужува епитет најдобро вакво нешто во општината. Центарот работи на ова поле 17 години, како што рековме, и им посакувам да продолжат со такво темпо и понатаму.